Добар ден и од мене. Многу ми е мило што денеска гледам луѓе кои што прво се мои колеги и работат во здруженија на граѓани кои што би можеле да ги коментираат мерките за кои што денес ќе зборуваме. А втората група на граѓани е онаа на кои што ние им се обраќаме и тоа најмногу ме радува, заради тоа што тие ќе кажат дали овие мерки кои што ние ги предлагаме навистина ќе ја подобрат состојбата во која што тие живеат и очекувам навистина добра дебата после оваа презентација. Драган добро кажа дека целата наша визија за Македонија се базира на тоа да ја искорениме нееднаквоста во општество по сите основи. Но нееднаквоста најсилно и најболно ја чувствуваат сиромашните граѓани и оние кои што се социјално исклучени, кои што живеат на работ на ова општество. Ако видиме дека Македонија навистина сумата која што ја дава или државата која што ја исплаќа кон најсиромашните е недоволна за да тие живеат од први до први во месецот, и не го прави само тоа единствено, туку дополнително и не го исплаќа тој трансфер транспарентно или го дава на своји послушници. А навистина тој трансфер не треба да се однесува на послушниците, туку на оние кои што навистина им треба. И тоа ќе го видиме со еден приказ. Во 2006 година над 66.000 домаќинства примале социјална парична помош, само тој трансфер од државата. Денеска, не денеска, во 2013 за кога имаме последни податоци во Македонија, примаат 31.000 домаќинства. Тоа е половина од примателите на социјална парична помош се укинати. Дали се подобри квалитетот на живот? Дали се подигна стандардот на живот во Македонија? Дали за дупло се зголеми вработеноста во Македонија? Не, што значи овие луѓе се обесправено укинати од примање на социјална парична помош или ова право им е укинато од страна на државата. Исто се однесува и на бројот на корисници или бројот на членови во семејствата, биле над 300.000, денеска се 150 и нешто илјади граѓани. Ние се базираме на 3 нивоа кога зборуваме социјална заштита. И велиме не се обраќа социјалната заштита само на најсиромашните. Системот на социјална заштита треба да ги покрива и оние граѓани кои што се во ризик да влезат во сиромаштија, но и оние кои што се социјално исклучени. Социјалната исклученост не е секогаш поврзана со пари, туку со пристап до институции и сервиси. Првиот дел е тоа како ќе ги извлечеме од сиромаштија она кое што веќе Драган започна да го зборува. Оние граѓани кои што имаат примања во семејството на месечно ниво под линијата на сиромаштија, ние велиме ќе ги дополниме тие примања секој месец и тоа семејство или сите семејства во Македонија ќе бидат над линија на сиромаштија по државните трансфери. Со тоа ќе кажеме ние имаме социјални трансфери кои што навистина имаат никаков ефект во оваа држава, инаку за џабе ги исплаќаме, тогаш се патронажа. Како ќе го направиме тоа? Ако сте 4-члено семејство кое што прима единствено социјална парична помош во овој месец и таа сума е 5.700 денари, државата ќе ви дополни со плюс 6.300 денари, за да овој месец имате на располагање 12.000 денари за вас и вашето семејство, или да можете минимум од трошоците да ги покриете, и со тоа сметаме ќе ги извлечеме граѓаните кои што имаат потреба од државата од сиромаштија. Втората компонента за која што зборуваме е унапредување на социјалната работа. Колку од нас знаат што работи социјален работник? Најголем дел од нас и не знаат што работи социјален работник, зошто центрите за социјална работа се гледаат како место за исплата на социјални трансфери. Не, социјалниот работник треба да работи превенција, треба да биде помеѓу граѓаните, треба да биде помеѓу семејствата. Зошто? Социјалните ризици ги чувствуваме сите ние. Сите ние може да имаме дете со асоцијално поведение, сите ние може да сме во ризик од развод или да сме во процес на развод. Сите ние навистина секојдневно се очуваме со препреки кои што тој социјален работник треба да ги увиди, не само да ги увиди, туку треба да ви укаже што е мрежата во ова општество што може да ве поддржи, една работа, но и кои сервиси државата во тој момент може да ви ги даде на располагање кој ви ги става. И затоа велиме воведуваме семеен социјален работник или хуман систем на социјална заштита, блиску до секој граѓанин. Секако, ова е добро за оние кои што се во моментов социјални работници, ќе воведеме нормативи и стандарди. Колку граѓани или колку домаќинства и семејства смее да обслужува еден социјален работник, за да може да зборуваме за квалитетни услуги од социјална работа.
ги децентрализираме социјалните услуги. Зошто го правиме тоа? Па дали може од Скопје да знаеме ние во Радовиш какви се социјални ризици ги опфаќаме во таа општина? Или кои граѓани на вистина се во социјален ризик во овој момент? Не. Но тоа може да го знае општина Радовиш, тоа може да го знае Центарот за социјална работа од Радовиш. И од таму да програмира и планира кои социјални услуги ние треба да ги отвориме и државата да ги поддржи секако со финансии. Финансиите не велиме ќе доаѓаат од локално ниво само, тоа Драган подобро ќе ви каже, но и државата ќе учествува, но самото програмирање и планирање мора да доаѓа од локално ниво, за да имаме услуги кои што им требаат на граѓаните. Ние не може да отвараме дневен центар за лица со интелектуална попреченост во општина во која што немаме такви деца или имаме 2-3. Не, тогаш треба да се отворат регионални сервиси. Ова се однесува на сите ризици, значи ова само го земав како пример. Тука влегуваат центри за палијативна грижа на стари лица, центри воопшто за нега, центри за домување, превенција и заштита од родово базирано насилство. Сите типови на социјални ризици на локално ниво ќе ги таргетираме. Велиме, за нас секое дете е важно. Сега одиме по категории кои што се приоритетни. Не значи дека се единствени. Ова се само предлог, наши мерки и наши групи на граѓани кои што сметаме треба да се покријат, но затоа сте сите тука и треба да предложите и нови, што ние до сега да речеме не сме ги увиделе или се уште сме во дилема дали да ги ставиме во платформа. Секое дете ни е важно. Тука имаме 3 нивоа или 3 групи на деца на кои што им се обраќаме. Првата група на деца се оние кои што се оставени на државата. Тоа се деца без родители и родителска грижа. Тоа се деца кои што се во контакт или во конфликт со законот. Моментално сместени во гломазни институции, кои што не им нудат соодветна грижа и нега согласно нивниот раст и развој. Навистина тие деца се препуштени сами на себе и ако погледнете ни системот тие влегуваат во една од институциите, дали е тоа 25 мај 11 октомври, не е важно кај ќе биде влезот, за на крај да завршат во воспитно-поправните домови. Тоа не ни треба. Тие деца се деца на државата и треба да понудиме систем на заштита, а тоа се мрежа на професионални згрижувачки семејства, каде што ќе им се понудат семејни односи, каде што им ќе се понуди семејна грижа и заштита. За оние деца каде што социјалниот ризик не дозволува сместување во згрижувачко семејство, велиме отвараме мали групни домови. Тоа се мали институции кои што се грижат за развојот на секој дете сместено внатре. И само тоа може да биде квалитетен начин како овие деца кои што државата земала обврска да се грижи за нив, може да кажеме дека навистина им даваме некаква поддршка. Инаку се ова во моментот што се случува е хаотично и ги испуштаме тие деца. Втората група се оние деца кои што живеат во здрави семејства, но тие семејства треба да се економски активни за да може децата да останат во семејството и да понудат квалитетен живот. Најчесто семејствата не може да ги сместа децата во градинка или тие градинки не работат доволно долго време, па треба да се вклучуваат баби, дедовци, тетки, стрини за да може да се грижат за тие деца. Тоа е дополнителен товар на семејството. Затоа ние финансиски вложуваме во отварање на нови градинки во руралните средини, но и проширување на капацитетите на постоечките и секако флексибилност на работното време во градинките и дополнително работно време во градинките, да може да одговориме на потребите на оние семејства кои што се економски активни. И третата група на деца. Имаме семејства кои што не заради сакање, не заради неодговорност се во ризик да ги остават своите деца во институциите. И такви се повеќе имаме како се продлабочува сиромаштијата во Македонија. Тие семејства, освен што ќе влезат во програмата за извлекување од сиромаштија, ќе мора да добијат дополнителни детски додатоци. Детската сиромаштија е прескапа за Македонија. Не смееме да си дозволиме повеќе деца да остануваат во институции, затоа овие семејства ќе мора да добиваат детски додаток. Системот на детски додаток во моментов се однесува само на економски активни семејства, оние кои што се вработени. Тие што се невработени не добиваат ништо. И навистина ризикот е голем. Затоа велиме и тука посебно ќе таргетираме ваков тип на семејства. Еднородителските семејства. Тема за која што се зборува, па се престанува да се зборува. Предвидуваме мерки, па не сме сигурни дека мерките што ги предвидуваме се соодветни. Ние велиме ќе дефинираме во законот за семејство што е еднородителско семејство, што е самохрано семејство, што на кого му нудиме како услуга. Тука се однесува оваа наша мерка за еднородителските семејства. Прво, оние кои што се со подпросечни примања месечни добиваат ослободување од јавни давачки како радиодифузна такса, комунални плаќање на основно и претшколско образование. Но исто така,
Овие семејства се со еден родител внатре. Имаат потреба од сервиси кои што ќе ги поддржат во секојдневното живење. Некој да го земе детето од градинка од училиште, некој да го однесе. Негде да го оставите во текот на викендот по неколку часа. Овие навистина семејства ќе добијат локална поддршка, што ни е многу важно, но тука имаме и представници од оваа група и мислам дека ќе кажат дали оваа мерка која што ја предвидуваме е доволна, не е доволна или треба да унапредиме нешто плюс. Домувањето во моментов, ако видите во Закон за социјална заштита, се однесува само на деца без родители и родителска грижа. Но домувањето во Македонија не смее да биде привилегија, тоа е право. И тоа треба да се однесува на сите граѓани. И затоа ќе направиме ревизија на начинот на доделени социјални станови. Тоа е едно. Второ нешто што ќе направиме е дека социјалните станови не смее да се продаваат по пазарна цена како тоа што се прави денеска. 600 евра квадрат е социјален стан. Кој примател на социјална помош може да си купи од 600 евра квадрат стан? Па јас не можам да си купам стан сега од 600 евра квадрат, а не некој што е примател на социјална парична помош. Што значи дека тие ќе останат во собственост на локалната самоуправа, колективни стамбени заедници формираме, кои што додека сте во ризик од немање на дом, немање на домување, живеете во него, ги користите, плаќате минимален трошок, така покривате одреден процент внатре, но кога ќе вашата материјална состојба се подобри, вие го оставате станот. Зашто јас за 5 години може ќе заработам многу, имаме такви случаи и тогаш вие влегувате во си имате стан, сте го добиле како социјален стан, сте го купиле по одредена цена, а тој ви припаѓа вам. А остануваат деца и цели семејства надвор под мостови да спијат заради тоа што нема Македонија на располагање социјални домови. Ќе отвориме пунктови и преноќувалишта за бездомни лица, за да може интервентно да се грижат. Исто така во тие стамбени колективни заедници ќе субвенционираме сместување на пензионери кои што се без своите семејства, но млади брачни парови за да може да обезбедиме за сите подобри услови. Пензионерските заедници сметаме дека ќе донесат до поевтино сместување за сите оние пензионери кои што се со минимални примања. Лицата со попреченост. Кога велам лица со попреченост, ова се однесува на лицата со физичка, интелектуална и сензорна попреченост. И за нив висината на сумата која што ја обезбедуваме ќе биде за 50% повисока. И конечно ќе влеземе во имплементација на ратификуваната Конвенција за права на лица со попреченост. Македонија ја ратификуваше и никако да обезбеди средства да ја имплементира. Ние велиме ги зголемуваме за 50% и тие 50% ќе се однесуваат на имплементација на оваа стратегија. Секако приоритетите на што од таа конвенција ќе имплементираме ќе се направат заедно со сите сојузи и здруженија кои што работат со оваа категорија на граѓани. Во моментов ортопедските помагала за оваа група на граѓани оди преку сојузите, нетранспарентно и повторно преку послушници на владеачката партија. Ние велиме ќе отвориме продавници за ортопедски помагала. Секој кој што има потреба да добие ортопедско помагало ќе може да го купи, а оној кој што нема финансиски средства да го купи, тоа ќе оди преку ваучерски систем од државата. Но нема да зависите од волјата на председателот на одреден сојуз, туку тоа е ваше право и го обезбедувате како ортопедско помагало. Транспарентно ќе ги трошиме парите од посебниот фонд за вработување на инвалидни лица во АВРМ, во моментов тотално не се знае каде одат парите. Ќе обезбедиме посебни програми за остварување на сексуалните и репродуктивни права на жените со попреченост. Тоа во моментов воопшто не се случува никаде. Ќе се почитуваат квотите за вработување на лицата со посебни потреби во јавна администрација, ќе укинеме квотата за поврат на ДДВ за увоз на специјални возила, туку само ќе воведеме поригорозни мерки. Нема потреба од квота, ако имаме ние 2000 луѓе што сакаат да купат возило, нека купат, но тука за да нема злоупотреба ќе воведеме поригорозно следење и контрола. Исто така ќе воведеме и телефонска линија за пријавување на непристапни точки за лица со физичка и сензорна попреченост. Зошто ова го велиме? Заради тоа што во Македонија гледате многу често на вести правиме пристапна болница, а при тоа тротоарот не е пристапен. Банката може да е пристапна, но тротоарот и улиците до таму не се пристапни. Сите тие точки треба да ги отстраниме. Не сме да има паркирани возила по тротоари за да може да стигнат луѓето до пристапната институција. Социјална дебитна картичка. Ова е картичка која што граѓаните кои што се веќе во системот на социјална заштита ќе ја добијат. Прво како идентификација, а второ како картичка со која што ќе може да купуваат производи, храна, намирници, хигиенски средства по многу пониски цени субвенционирани од државата. Зошто? Со ова ќе ја намалиме
материјалната лишеност. Тоа е, да речеме, ќе ја намалиме и сиромаштијата во храна, зашто вие најчесто штедите од храната на децата, од храната на семејството, заради да ги покриете комуналните трошоци. Тоа во Македонија е така. Ќе видите дека 70% од семејствата кои што се во ризик од сиромаштија или во сиромаштија ги трошат парите на комунални трошоци и обврски кои што ги имаат кон државата, а им недостасуваат пари за храна во тие семејства. Со ова ја намалуваме сиромаштијата во храна. Воведуваме и државна социјална пензија. Во Македонија имаме луѓе кои што работат на пазар на сива економија и кои што нема да се стекнат со право на пензија. Треба да внимаваме заради тоа што сега имаме се повеќе и повеќе стари лица, тоа е едната категорија. Втора категорија кои што нема да остварат заради недоволен број на години стаж или други причини кои што во моментов се појавуваат како такви. И затоа имаме две категории. Лица постари од 65 години, кои што имаат можност да си докупат 5 години стаж, кои што се во таа периода, уште ако докупат уште 5 години стаж, ќе го остварат правото на пензија, тогаш ќе им дозволиме да тоа го направат. Оние кои што нема да докупат стаж и не се приматели на други државни приходи, друга државна помош, ќе добијат право на државна социјална пензија, која што ќе биде исплаќана од страна на државата и ќе биде на почетокот во висина од 40% од просечната пензија во Македонија. Флексибилни услови за пензија, и тука можеме исто така да отвориме дискусија. Имаме представници на пензионерите, имаме и на возрастните лица, на сојузите. Првиот основ е по години стаж, 35 и 40 години стаж. Исто тука што треба да отвориме дискусија, 35 за жени, 40 за мажи, дали да се приближат границите, дали да се направи еден среден параметар, тоа со Кире баш го дискутиравме. Тука на вистина очекувам од вас инпут. И врз основа на старосната граница, тоа е 62 и 64 години за мажи и жени, со можност за предвремено заминување во пензија, но ви се намалува ако го остварите бројот на години стаж. И велиме ќе ги зголемиме пензиите, но ќе дадеме фокус на најниските. Заради тоа што тие ни се најкритични и тие пензии треба да достигнат висина која што ќе обезбеди живење квалитетно во период од 1 месец. Ова се мерки кои што ние сакавме да ви ги изложиме и кои што сметаме дека на вистина ќе помогна да социјалниот систем или системот на социјална заштита на вистина се унапреди. А вие сега ќе се вклучите во дискусија и во прашања, коментари или критики кон се ова кое што го изложивме, за да имаме поквалитетна визија за Македонија и на вистина заедно да изградиме визијата за Македонија.